Поставивме јасни приоритети за нов стандард на транспарентност, за екнување на одговорноста, унапредување на институционалната етика и отворање на собранието кон општеството. Ова го истакна председателот на собранието Африм Гаши во обраќањето по повод меѓународниот ден за борба против корупцијата, кој притоа рече дека не е добро тоа што корупцијата секогаш се поврзува со политиката. Donse politika suppozohet ta përmirësoj jetën dhe ta ndërtoj të ardhmen, është fatkeqësi kur një vend arrin në atë pikë ku fjala politik për shumë qytetarë për fat të keq asocion në fjalën korrupsion. Ky është indikator që nuk kemi të bëjmë më vetëm me një problem institucional, por më shumë me një plagë në kulturën shoqërore, një mentalitet të rrënjosur ndër vite me abuzime e zhgënjime. Новоименуваниот председател на антикорупцијска комисија Адем Чучул, или како што Гаши го нарече, новиот капетан на бродот во битката со корупцијата, најави национална стратегија во справувањето со ова општествено зло. Во следниот период ќе продолжиме со уште поголем интензитет да го промовираме личниот и институционалниот интегритет, преку унапредување на интегритетот во сите органи на јавната власт, автоматизирани системи за препознавање на ризиците од корупција, за екнување на механизмите за управување со судирот на интереси, поддршка на укажувачите и обучување на раководните структури во институциите. Особен предизвик ќе представува прилагодување и имплементација на системот на интегритет во институциите на правосудството. Во годишниот извештај за напредокот на земјава на Европската комисија беше наведено дека во борбата против корупцијата нема реални резултати и постојат системски слабости. Таа останува да биде причина за сериозна загриженост и представува значаен предизвик што мора да се реши, беше наведено во извештајот на Европската комисија.